Добро утро во уште едно издание на Утрински пулс. Помина последниот продолжен викенд од месец мај, а денеска е првиот ден од месец јуни. За некои работен, но за други голем православен христијански празник. Втор ден од духовден. Како и да е, гостите во денешното издание на Утрински пулс не се поврзани со мојата најава и ни доаѓаат од центарот на заедницата во општина Струмица и се викаат Горан Сачевски и Танкица Таукова. И двајцата имаат исто образование, работат на исто место, но на различни позиции. Горан има дипломирано на Факултетот за правни науки на Универзитетот ФОН, каде што продолжува со постдипломските студии во правосудството, поточно на казнено право, а во рамките на центарот е одговорен за правна и административна помош на граѓаните. Танкица исто така има дипломирана на правниот факултет на ФОН Универзитетот, каде што продолжува и на постдипломски студии исто по казнено право. Во центарот таа е одговорна за комуникација со граѓанскиот сектор од општина Струмица. Добро утро и за двајцата. Добро утро. Така, за почеток можете ли да ми кажете што всушност значи тоа да магистрираш по казнено право? Некако и самата кованица казнено, па право ми несоодветно. Значи, ние се уште не сме магистрирале, на прагот сме да магистрираме, во една завршна фаза сме на подготовка на магистерските тези. Казнено право, тоа е една огромна материја, но ако може да се скрати во една реченица да се каже, тоа е правна област или правна наука во која што се изучуваат кои човекови поведенија се сметаат за казнени дела, кои се инкриминирани со кривичниот законник на државата и каква е реакцијата на државата кога одредена личност ќе стори такво поведение. Тоа значи дека државата има право да те казни кога ќе сториш дело кое што од твоето право, кога ќе скренеш од твоето право. Или од правото на другите. Да. Ќе го прекршиш. Извините, прекинав ако имаш уште нешто. Па не, тоа е сега за казнено право да се објаснува треба повеќе денови, повеќе емисии за да објасниме, но не трае толку емисии. Да, во глобала тоа е составено од повеќе делови, материјално право, вклучувајќи тука општ дел на казненото право, посебниот дел, процесното казнено право, извршното казнено право. Тешко ли е да се учи? Како е? Се имали многу на памет да се учи тоа или се сваѓаат работите ако им влезеш во шемата? Па доколку го сакаш тоа да го учиш, не е ништо тешко. Се сваќаат работите, на памет не се учи ништо. Законската регулатива не можеш да ја научиш на памет, членовите не можеш да ги научиш на памет. Тие постојано се менуваат, така што со разбирање се постигнува. Мора да навлезеш во логиката на нештото, така. Добро, центарот на заедницата на општина Струмица постои од кога? Од ноември? Која година ми дали минатата или? Центарот на заедница на општина Струмица официјално е отворен на 5 ноември 2014 година. Со работа започна во октомври, на 5 октомври, но официјалното отварање на канцеларијата беше во ноември. Добро, зашто станува збор? Каква е тоа организација? Зашто им служи на граѓаните? Центарот на заедницата е дел од концептот општина померка на граѓаните. Значи, тој концепт офаќа градење на капацитетите на финански и административни капацитети на општинската администрација, градење на капацитети на наставниот кадар и на стручните служби во образованието и како градење на капацитети на граѓанскиот сектор. Исто така, Центарот на заедница, општина померка на граѓаните концептот подразбира и отварање на канцеларии на Центар на заедницата. Овој концепт се спроведува во 3 општини во Република Македонија: општина Струга, општина Центар и општина Струмица. Тоа е соработка на Фондација Отворено општество Македонија со општина Струмица. Исто така во овој концепт е вклучено реновирањето на салата на Советот за партиципативно вклучување на граѓаните во работата на Советот. Канцеларијата на Центарот на заедницата работи предводена од проектни координатори. Ние двајцата имаме уште една колешка, Мими Николик. Ние сме проектни координатори во Центарот, работиме врз основа на 3 столба. Значи, првиот столб ни е административно-правна помош на граѓаните од општина Струмица. Имаме неформално образование за млади и возрастни, како и соработка со граѓански сектор и поддршка на младински и културни
иницијативи. Во делот на овој концепт се реализирани повеќе обуки, следуваат уште обуки. Обуки имаме за администрацијата, околу 240 административни работници се обучени и наставниот кадар во училиштата, како има спроведено обуки за 180 членови на граѓански организации. Така. Што значи тоа во пракса? Сега убаво ми каже теоретски што значи тоа сето тоа, што значи во пракса, како функционира центарот? И ме интересира дали е во служба на сите граѓани кои се од регионот на Струмица или пак само за општина Струмица? Значи, центарот функционира, работи врз основа на годишна програма, што ја изготвуваат координаторите на центарот на заедницата. Во таа годишна програма се состојат повеќе настани, истражувања, анализи кои се од делокругот на работата на општина Струмица. Значи, отворен е центарот од 8 до 16 часот. Просториите се во Дом на АРМ на приземје. Значи, центарот е сервис на граѓаните од општина Струмица, бидејќи се работи за соработка на општина Струмица и Фондација Отворено општество Македонија, но доколку имаме некои барања од микрорегионот Струмички, од општина Босилово, Ново село, Василево, излегуваме во пресред, било за логистичка поддршка, било за организирање настани преку нив. Така што не соработуваме, не даваме сервис на граѓаните, например, од други градови, но од микрорегионот соработуваме. Да, има и се заинтересирани се многу доаѓаат. Па има, да, доста заинтересирани, повеќе за користење на просториите на центарот на заедница, односно на канцеларијата, бидејќи е приспособена за состаноци, за одржување на обуки и слични настани. Горан, како граѓаните го прифаќаат центарот? Дали се информирани доволно и дали знаат што всушност значите вие за нив? Па, можам да кажам, и двајцата и Таница може да се согласи дека веќе центарот на заедницата се препознава од граѓаните и од граѓанските организации. Ова го тврдам поради фактот че тоа минатата недела подоцна ќе зборуваме за јавните расправи кога тече цела таа процедура на информирање на граѓаните, организации на станите. Кога ги контактиравме граѓаните и граѓанските организации, веќе не бевме непознати за нив, веќе ги препознава и нашите имиња и нашиот центар и нашата работа. Исто така, тоа можам да го кажам и од аспект што јас инаку во центарот од скоро сум вработен, денеска точно 2 месеци како сум проектен координатор во центарот. Претходно постојано бевме во комуникација бидејќи сме членови исто така и на некои граѓански организации од претходно. И можам да кажам дека уште со самото отварање во октомври-ноември месец, јас како член на неколку граѓански организации постојано бев во контакт со центарот на заедницата и знаев која е нивната цел, зошто тие се формирани и така натаму, така да можам да кажем дека граѓаните се запознаени со центарот и земајќи го тука во предвид фактот и што имаме Facebook страна, веб страна на која што постојано ги информираме граѓаните за нашите активности. Споделуваме различни информации и од општината и од делокругот на нашата работа. Така да, но мислам дека има уште потреба од запознавање на граѓаните со нашата работа, посебно преку медиумите. Тоа е и една одлична шанса ова утро што сме овде кај тебе на гости, затоа што граѓаните ќе може да слушнат одблиску што значи тоа центар на заедницата. Да не им биде далечно. Да, и да не чувствуваат баш така како нивен сервис, како нивен линк до општината, доколку сакаат да се обратат до општината или да развиваат некои нивни капацитети за да бидат поактивни во самата општина, во самата заедница, ние да им бидеме линкот до тоа. Практично вашата работа е да бидете оние кои ќе им објаснат на граѓаните повеќе што и која е правната процедура, можеби по кои институции треба да одат ако сакат да завршат некоја работа и така натаму. Така. Тој проект, веројатно, оваа организација, до кога трае тој проект или кој треба да одлучи до кога ќе трае и дали понатаму од
откако ќе заврши, се разбира проектот, дали ќе има продолжување на проектот? Значи, соработката е помеѓу Општина Струмица и Фондација Отворена општина Македонија, така што тие одлучуваат, а иначе договорот е потпишан за периодот од 2014 до 2017 година. Значи, во зависност од тоа колку Центарот на заедницата може да помогне во подобри локални услуги за граѓаните на Општина Струмица, зависи од држливоста на овој проект. Така што се надеваме дека и работите дечки, да. Не мислев дали има некои фази, дали прва фаза, втора фаза, па после 2017 или не е така концепиран сами? Па така беше фазите. Првата фаза беше обучување на администрацијата, на граѓанскиот сектор и во училиштата. Втората фаза е отварањето на Центарот на заедницата, третата фаза е реновирањето на салата. Ние сме завршени со третата фаза веќе, бидејќи ја отворивме и официјално салата на Советот. Сега веќе само треба да работите. Сега треба да работиме, да се посветиме на работата. Добро, на кој начин вие би можело да добиете некаква помош од другите институции, од граѓаните? Кои се тие, има ли некакви други форми на добивање на помош? На помош или на соработка? Па да е соработка. Помош може да се свати финансиска, материјална, но не сакав тоа да прашам. Баш соработка. Па досега со повеќе институции имаме остварено контакт и добра соработка, ама нема некој формален начин на добивање помош од нив. Наоѓате ли, наидувате ли на отпор од институциите, кои сте вие, па да не сте за овие, па да не сте за другите? Има ли такви? Да, наидуваме често. Често. И како се справате со тоа? Горан? Па како? Знаете, многу е битен начинот на кој што ќе им пристапите, без разлика дали се институции или граѓански здруженија или било каква формација на правен субјект. Многу е битно како ние тројцата од центарот ќе им пристапиме, начинот на кој што ќе им пристапиме, дали убаво ќе им објасниме зошто ние им се обраќаме на им, која е информацијата која ја бараме со работката. Мислам дека со граѓанските организации подобро функционираме и тие како што кажа веќе не препознаваат и знаат да се обратат кај нас. Сега многу јасно кога комуницираш со институции, со училишта, подречни единици на министерството и така натаму, постои некоја нели уште недоверба. Да. Повеќе од незнаење може би од што. Јас сметам дека е тоа од незнаење. Сега кој е тој центар на заедницата на општина? Дали е тоа нешто некое одделение или сектор во општината или е некоја невладина организација или е политичка организација? Да, или се тие некои канцеларисти кои што нели сакат да се ги прават завршат проекти обуки кобајаги. Но пак ќе кажам, ние сме отворени, оние кои што се сомневаат во работата и кои што сметат дека сме ние едни формални канцеларисти кои што седиме во канцеларија и само службеничка работа работиме. Да. И во текот на оваа емисија кога ќе разговараме ќе добијат чувство за она кое што ние го работиме и дека е нешто кое што е опипливо за граѓаните и за самите граѓански организации, без разлика дали се формално или неформално. Така, дека е всушност корисно за нив. Да. Минатата недела се одржаа јавни расправи за креирање на 4 акциски планови за локалните стратегии на општина Струмица. Тоа се за развој на образованието, млади е вториот акциски план, третиот е социјална заштита и четвртиот соработка со граѓански сектор. Што подразбират овие акциски планови и како се носат и нешто повеќе околу нив и нивната? Така, значи општина Струмица во декември 2014 година Советот на општина Струмица донесе 4 стратегии за развој на образование, едната стратегија за млади, за соработка со граѓански сектор и стратегија за социјална заштита. Сега врз основа на овие стратегии, кои се донесени и се веќе официјален документ на општина Струмица, се одржаа јавни расправи за донесување на акциски планови. Значи, овие акциски планови содржат активности кои треба да се реализираат во текот на во период 2015-2017 година, додека стратегиите, 4 стратегии
период на нивно реализирање од 2015 до 2020 година. Вака, значи, општинската администрација предложи активности по мерките кои се предвидени во стратегиите, за 4 локални стратегии. Тие активности овој предлог акционен план беше даден на јавна расправа на која учествуваа граѓани, граѓански организации, учествуваа представници на Советот на општина Струмица, бидејќи тие се и клучниот фактор за донесувањето на овие акциони планови. Учествуваше општинската администрација. Значи, на овие јавни расправи се дискутираше дали тие активности се релевантни за општина Струмица, дали можат да се спроведат, дали има доволно дали има доволно финансиски средства за нивно реализирање. Значи, имплементатор на акционниот план се различни оделенија во зависност од областите. Значи, за имплементација на акционниот план од областа на образование одговорно оделението за образование. Тука се вклучени и бизнис сектор, се вклучени и организации, било младински, било граѓански организации кои се занимаваат со образование. Вклучена е целокупно општинската администрација, а градоначалникот на општина Струмица ја следи имплементацијата на акционите планови. Овие акциони, значи, јавните расправи помина во најдобар ред, имаше големо присуство и интерес кај граѓаните за креирање на овие акциски планови. Сега се доработуваат, се вметнуваат новите предлози за дадени на јавните расправи, па после како драп верзија ќе биде дадена на Советот на општина Струмица на усвојување, на разгледување и усвојување. Така. Мислите ли дека е доволно развиена јавната свест во однос на предлози за овие работи кои што, односно стратегии кои што сакате да ги развиете во општината? Како што кажа Танкица, ние сме задоволни од тоа како помина јавните расправи поради присутноста на оние најрелевантните. Така да тоа може да ни покаже дека до одреден степен е развиена свеста кај граѓаните и кај представниците на граѓанските организации за потребата од изгласување на такви акциски планови кои што ќе бидат многу важни и релевантни за речиси сите граѓански организации кои што делуваат на регионот на Струмица, бидејќи секој ќе може да го најде местото во имплементацијата на активностите кои што се предвидени. Исто така, мислам дека бидејќи на јавните расправи имаше представници од речиси најклучните организации во општина Струмица кои што имаат огромно членство и кредибилитет во општина Струмица, и мислам дека тие ја пренесуваат таа порака, тоа кое што било расправано на јавните расправи, бидејќи логички не е возможно или целото членство да биде присутно на тие јавни расправи. Целото граѓанство. Да, праќаат представници кои што потоа ја пренесуваат информацијата за текот на јавните расправи и активностите кои што се спроведени. Но мислам дека има простор за работа во центарот на заедницата, за подигање на уште повисоко ниво на таа јавна свест, бидејќи на сите ни е јасно дека е многу тешко кај граѓаните и да се смени од свеста по одредено прашање, затоа што, како што ви кажав, овие стратегии и овие акциски планови од таков тип се, можем да кажем, новина во општина Струмица. Се разбира, одделенијата и секторите на општината постојано носат програми и стратегии за работа, но вакви конкретни стратегии и акциски планови се нешто како освежување доаѓаат на општината во односните 4 области. Така да мислам дека ќе се зголеми таа јавна свест кај граѓаните на уште поголемо ниво. Јас се извинувам поради техничките проблеми. Овде правиме кратка музичка пауза, па потоа продолжуваме со денешниот разговор. Режија, одиме со музика. Најлесно пасош рука и фаќаш магла од тука. Наместо држава своја, градиме држава туја. А
a ja imam baš dobro planče. Da, ideme na trojka da đari me stanče. Mali platino duša do planene, niko nema nikade. Da te ljubi ko Makedonka, zapad odlaženi nudi se. Arbajte vari robane, nećam nam begame. Saka me idni na tuka, nekogaš mi se rađa, želba da kidam negde na strana. No srce vo ne vika taka, tuka mi se side luđe što gi sakam. Znam neka teško je so plative, svaćam ako mora da se zamine. No kaj da sme tamo samo stranci sme, zemim i parite i vrati se. Mali platino duša do planene, niko nema nikade. Da te ljubi ko Makedonka, zapad odlaženi nudi se. Arbajte vari robane, nećam da begame. Saka me idni na tuka, Македончето трпело гладјати војни, вечна им слава на нашите борци. Да не делат партиски бои, раси, религии, лажни херои. Наместо туѓа да градиме своја, млади сме јаки со разум и волја. Да гледаме напред, а не у историја, вечна да биде наша мила Македонија. Мали платено душа до планене, нико нема никаде. Да те лjubi ko Makedonka, zapad odlaženi nudi se. Arbajte vari robane, nećam nam begame. Saka me idni na tuka, Античидира за бандети панче, врва за песе, за бори за тоше, за пепи шакири, неке лепи кире, за секој херој што за земјава гине. Античидира за бандети панче, врва за песе, за бори за тоше, пепи шакири, неке лепи кире, за секој херој што за земјава гине. Мали платено душа до планене, нико нема никаде. Да те лjubi ko Makedonka, zapad odlaženi nudi se. Arbajte vari robane, nećam nam begame. Saka me idni na tuka, Шtovani гледачи, назад сме во студиото, го продолжуваме разговорот со нашите денешни гости. Кој сака може слободно да се јави нормално и да, ако има некој прашање, да им го постави на постите. Кој е заинтересиран или има некаква потреба да добие некаква информација од Центарот на заедницата во општина Струмица. Значи, продолжуваме понатаму. Јас би сакал овие убави брошурки овде што ги донесовте, на кои пише дека се стратегија за ова и за она, за четирите основни, што беа всушност четири стратегии, така. Официјални документи на општината. Така. Па да ми кажете за еден од нив што и кој концептот, да видам што е тоа внатре што го има. Да, значи како што кажа, и четирите стратегии за четирите поединични области се концепирани по еден ист терк, така да се каже. Најпрво е дадена визијата и основните принципи по кои што ќе се води општина Струмица во процесот на остварување на зацртаните мерки и активности на секоја од стратегиите. Исто така, тука се наведени и основните приоритети на општина Струмица по односната област, да кажеме во областа на развојот на образование, стратегијата за развој на образование има издефинирано 4 приоритети: развој на капацитети, задоволни граѓани, обезбедување на услуги и управување со буџет. Овие 4 приоритети се во сите стратегии, во сите 4 стратегии, и за секој стратешки приоритет се предвидени мерки и иницијативи
за секој од тие приоритети посебно. За тие мерки и иницијативи се предвидени показатели за тоа што ќе покажува дека е остварена таа мерка или иницијатива. Индикатори, да, целните вредности на тие мерки и иницијативи и потоа фактички во самиот акцијски план веќе се преминува кон активности и соодветно за нив и показатели кој ќе биде надлежен за нивна имплементација, со колков буџет треба колков буџет треба да биде одвоен за реализација на тие активности. Така да, фактички тоа представува една, тука се вели избалансирана карта на показатели во самата стратегија. Избалансираната карта на показатели ви представува систем на стратешко планирање и управување, кое што како систем се користи во бизнес секторот и во непрофитабилните организации. Така да, мислам дека во кратки црти во доловев како тоа изгледа, бидејќи е многу битно да концепцијски да се знае како е поврзаноста на самата стратегија, да кажеме конкретно за развој на образование со акцијскиот план, затоа што како што ви кажав, си има приоритети во таа избалансирана карта, во самата стратегија, па потоа мерки и иницијативи, кои што потоа во акцијскиот план се наведени активностите за секој од тие мерки и иницијативи. Значи, мора да има еден континуитет во целата таа приказна, така да ја кажеме, и да бидат тие акцијски планови во согласно со усвоените веќе стратегии. Значи, да ме интересира дали ова е како некаков гарант за секој граѓанин кој што сака да провери дали работите добро, може да го добие ова брошурче или да го види на интернет. Да, ние ги имаме и во нашата канцеларија исто така, кога ни доаѓаат граѓани и граѓански организации, било за која цел, дали на некои наши обуки, настани, некоја правна или административна логистичка помош, ние им даваме вакви стратегии за да можат да бидат поблиску запознаени, но исто така постојат за секој од стратегиите и за акцијските планови има усвоени посебни механизми на мониторинг и еволуација на тоа, да видиме до каде сме стигнати со реализација на тие акцијски планови. Сега се разбира, уште чекаме да бидат освоени, нели, од Советот на општината. Но веќе работите ли, ако во случај се освоят, и правите ли некакви подготвителни работи кои што ќе ви помогнат за да ги реализирате откако ќе се освојат, ако се освојат? Да, па нешто веќе и почнавме. Па годишниот план на Центарот на заедницата има вклучено активности кои веќе се реализирани, а се дел од акциониот план. Така што ние работиме со полна парја. Без разлика дали е одобрено или... Да, без разлика, бидејќи тоа ќе трпи промени. Да. Инаку, само да го надополнам Горан, стратешката анализа, значи, имаше предходен процес на донесувањето на стратегиите, беше анализирањето на засегнатите страни со интервјуа, со анкети. Значи, таа стратешка анализа, како и стратегиите, ќе бидат објавени на веб страната на општина Струмица, на веб страната на Центарот на заедницата и на веб страната на Фондација Отворено општество Македонија, така што секој може да ги разгледа и да следи како работиме. И исто така и акционите планови по нивното донесување ќе бидат објавени, така што како транспарентна општина секако ќе може сите да се информираат. Добро, спомнавте за граѓанските друштва за нели доаѓаат на ваквите расправи организациите, дали има луѓе кои што не се врзани со некаква, односно не се членови на некаква организација и институција, па се доаѓаат слободно, сакат да видат што се случува и предлагаат некои работи? Да, конкретно и на првите јавни расправи на кои се работеа стратегиите, локалните стратегии, имавме присуство на обични граѓани кои не се членови на никакво здружение, на никаква организација, не се дел од општинска администрација, не се дел од образовниот процес. Едноставно на Facebook страната забележал дека ќе има настан и доаѓа, се распрашува, можам ли да присуствувам, нормално дека може, центарот е отворен за сите граѓани. А ние, обичните граѓани, кои не се членови на ниедна организација, ги каниме преку претседателите на местните и урбаните заедници во општина Струмица
Значи тие дали по пат на свикување на состанок, дали така неформално известување, ги известуваат засегнатите страни, в зависност од тоа каков е настанот. Имаме доста присуство на такви граѓани. Земаат учество, даваат идеи. Имаме и во канцеларијата на центарот тетрадка за идеи, кои потоа ги вметнуваме во годишниот план. Вие ли правите, вие ли ги одбирате идеите кои што треба да се предложат или се што е предложено ги вметнувате? Ние разгледуваме се што е предложено, но вметнуваме тоа што е во рамките на работата и надлежностите на центарот на општина Струмица, така што се држиме конкретно во тие 4 области. И што се случува со оние барања, односно предлози кои што не соодветствуваат со вашата работа, како ги информирате ли граѓаните ако имат оставено некаков контакт или обично тоа се анонимни граѓани кои стават во на одредено место предлози, како да е? Не се анонимни граѓани, бидејќи директно доаѓаат во канцеларијата и така низ разговор договараме. Досега немаме одбиено некоја идеја, бидејќи граѓаните веројатно знаат која е работата на центарот, со тоа што знаат и што да предложат, но доколку се случи, например, некоја идеја да не одговара со работата на центарот, ние ќе најдеме начин за да ја реализираме идејата, дали преку нас, дали преку други засегнати страни, така што нема да има проблем за тоа. Добро, какви идеи беа предложени за развојот на стратегијата на тоа на младите да им биде подобро во општина Струмица? Што конкретно се разговараше и предлагаше на тој состанок, односно собир на граѓаните и на граѓанските? Да, на јавните расправи имаше присуство на млади представници од младински здруженија. Во општина Струмица работат околу 7 младински организации активни, од кои најголема е Младински совет. Имаше присуство на представници од Младински совет. Имавме присуство на представници од местните заедници како обични граѓани. Сега тука се разговараше за младинската невработеност, за вклучувањето на младите во креирањето на политиките на локално ниво, за вклучување на младите, за соработка на младите со бизнес секторот. Се судираат активностите на образование на акциониот план за образование, акциониот план за млади, бидејќи младите се во образованието, поточно во средните училишта. Ни се судира активностите, но сите предложени активности со некои измени беа прифатени од граѓаните. Имавме реакција од местните и урбаните заедници дека младите се доста пасивни во местните и урбаните заедници, односно во нивните совети на местните и урбаните заедници. Тоа ќе биде внесено во акциониот план како активност за поттикнување на младите од повеќе од руралните заедници. Како ќе ги поттикнувате младите да си барат тоа што сакаат, тоа што треба да го добијат? Па најпрво ќе правиме анализи, ќе правиме истражување со тоа што им е потребно на младите, а потоа ќе бараме методи и начини за да им го возможиме тоа. И да ги активирате и да ги некако активираме, бидејќи реално во Струмица е пасивна младината. Се забележува сега веќе некое движење, некое раздвижување, но тоа е секундарно, не не треба да има одржливост на тоа да бидат активни, ќе се мотивираат да формираат повеќе младински здруженија, да знаат да работат, да ги користат европските фондови, да прават проекти, да дават идеи кои ќе бидат од корист на општина Струмица за нив. Во делот на образованието особено е важно, особено како важно се истакна мотивирањето на младите да се запишуваат во средно стручно образование, бидејќи во соработка со Агенцијата за вработување забележавме дека средно стручно образование не е популарно во општина Струмица и дека треба поттикнување, бидејќи пазарот на трудот бара повеќе стручни кадри. Така. Сега има интереси нели за гимназија, ама еве ние како центар на заедницата веќе месец ден работиме на анализа на
мислењето на учениците во основните училишта што ќе се запишат во средно училиште, така што резултатите ќе бидат и јавно презентирани и промовирани струките што се дадени сега во огласот за средно образование. А што се случуваше за стратегиите за социјална заштита и соработката со граѓанскиот сектор, кои прашања, кои предлози беа дадени? Значи генерално оние активности за мерките кои што беа предвидени, кои се предвидени во тие два акцијски планови, беа позитивно оценети од присутните на јавните расправи. Конкретно за социјалната заштита најмногу се зборуваше за изготвување на така наречена социјална карта или регистар на социјални услуги. Тоа е како еден комплет дел од мерките кои што се предвидени во самиот акцијски план. Тоа значи дека да постои некој документ кој што ќе ги даде кои се социјалните услуги кои што се нудат од општината, кои се ранливите категории на граѓани во општината и како тие ќе можат да ги остварат тие полесен пристап до тие социјални услуги. Така да некаде веќе јули месец и центарот во работниот план има предвидено отпочнување со реализација на таа активност, што значи ќе правиме истражување претходно за да видиме кои се прво и основно принципите на еднаков пристап до социјални услуги, па кристализирање на социјалните услуги и ранливите категории, за да имаме еден документ кој што ќе биде достапен се разбира на сите оние категории на граѓани кои што имаат потреба од тие социјални услуги. Тоа така како најспецифично што можем да го издвоим од социјалната заштита. Спаѓа ли тука, да се извинувам што ќе те прекинам, спаѓа ли тука и освестувањето на народот, на граѓаните за нивните права? Знам дека имавте и кампања или имавте нешто, барем што видов од дали брошура или на интернет нешто видов. Да, фактички дека луѓето всушност треба да се освестат и да си ги знаат своите права. Да. Па тоа пак се навраќаме на тоа дека не само кај ранливите категории на лица кои што спаѓаат во тој дел социјала, туку и обичниот граѓанин, многу е тешко да се подигне на едно повисоко ниво свеста за прифатеност од такви ранливи категории во општеството. Но кога веќе имаме стратегија за социјална заштита на граѓаните, кога имаме и акцијски план во кој што се предвидени низа на активности, сметам дека во тој временски период 2015-2017 преку нашите активности, преку таа социјална карта, социјалната брошура која што ти ја спомена, значи и сите други активности, вмрежување на различни здруженија кои се занимаваат со социјална заштита, вклучувајќи тука целни групи, различни целни групи на ранливи категории на граѓани, сметам дека ќе се подигне и свеста, како што кажете, дека и преку тие фактички целата позадина и суштина на тие активности е таа да се помогне на граѓаните, на таа ранлива категорија на граѓани и да се подигне свеста. Свеста, за да можат граѓаните да си ги добијат работите. Центарот досега има соработувано и со различни здруженија од социјалната заштита, организација на жени, Центарот Порака, Здруженијето на глуви и неми. Значи веќе е направен тој контакт. Тоа мрежно соработка кој што и самите институции кои сега ги направа, па може би меѓу нив без разлика дали се споени со вас во иднина и меѓу нив самите се остваруваат некакви. Да, дефинитивно. Тоа е целта да се поврзе и потоа нивната соработка да продолжи. Бидејќи европските фондови сега за аплицирање на проекти бараат партнерство на сродни организации, на организации од различни области кои ќе работат на различни задачи од проектот кој им е осмислен, така што тоа е особено важно за нив за добивање на финансиски средства, односно за искористување на европските фондови. За да можат после, како вмрежени организации, да имаат некакво самоодржување, кое што е витално и за одржувањето на организациите и за помошта на граѓаните. Тука веќе фактички ние да го надополниме и тој вториот дел за граѓанскиот сектор, ние веќе и навлеговме. Она кое што најмногу се дискутираше и на јавната расправа по акцијскиот план за соработка со граѓанскиот сектор,
беа мерките, односно активностите за склучување на партнерства, вмрежување на повеќе организации за аплицирање на ЕУ фондови. Тоа како еден сегмент најмногу се дискутираше. Исто така и вклучување на се поголем број на млади во граѓанскиот сектор, во граѓанските организации. Да веќе се проникна и тоа прашање во разговорот, дека има потреба од поголема вклученост на младите во самите граѓански организации, особено оние млади кои што едуцирани млади ние ги викаме, бидејќи да најдеме механизми преку граѓанскиот активизам, преку вклучување во различни граѓански организации да придонесеме и до тоа младите да останат во општина Струмица, бидејќи како што беше кажано и на јавните расправи и за млади и за образование, како проблем се појави миграцијата на младите. Не само, значи вклучува тука и селувањето во Скопје, во главниот град и надвор од државата. Така да ние веќе и во самите активности имаме предвидено истражувања, дебати, изнаоѓање на алтернативни решенија за тоа зошто младите би требало да останат во општина Струмица и како еден момент на решавање на тој проблем ние токму вклучување на млади, едуцирани млади во граѓанскиот сектор. Добро, нешто веќе спомнавме, само да додадете ако имате нешто, кои се тие активности и проекти кои што досега сте ги реализирале и кои се, потоа ќе ми кажете идните планови на центарот. На самиот старт на работењето на Центарот на заедницата се организираше дебата за или против волонтерството, односно дали има бенефит од волонтерството. На таа дебата присуствува представници од општинската администрација, кои ги кажа бенефитите од волонтерството и дека општина Струмица има програма за волонтирање и вклучува млади кои волонтираат во општината. И од другата страна беа и младите кои сметаат дека волонтерството е трошење на време и дека не можат да остварат бенефит од волонтерството. Се судрија тука ставовите и имаше жестока расправа. Дебатниот клуб на Младински совет дебатираше исто така. Се заклучи дека може да има бенефит од волонтерството, но доколку добро се испланираат активностите. Имавме организирано заштити се онлайн за обука за средношколци и за основци. Имавме организирано обука за младинско активно граѓанство, на која учествуваа младински организации и подмладоците на политичките партии. Организиравме и средба со Комисијата на Советот за урбанизам и комунални дејности, на која доаѓа граѓани, представници од местните заедници, обични граѓани кои разбрале дека ќе има отворен ден со комисијата. Поставува прашање до комисијата, одговара председателот на Советот, членовите на комисијата, како и раководителот на секторот за урбанизам. Тука се поставија доста прашања кои не им беа јасни на граѓаните, доста проблеми се споделија. Ова пракса ќе продолжи понатаму со другите 11 комисии на Советот, ќе има континуирано отворени денови со советниците за транспарентно работење на Советот, бидејќи тие се избраници од граѓаните на општина Струмица. Освен тоа, беа, како дел од работата на Центарот се и организирањето на јавните расправи. Следуваат уште многу активности. Така, добро, затоа што сме кратки со времето сега, кажавме доста, само накусо би сакал да околу идните активности да се набројат само и би сакал да што би им препорачале вие на граѓаните за оние граѓани кои што не ве познаваат, не знаете што работите, што би им кажале да пристапат, како најлесно да пристапат до вас и така, каде се наоѓате? Веќе испомнавме некои од нашите активности. Моментално сега овој период работиме на истражувањето за промоција на средното стручно образование. Веќе ги сублимираме резултатите од спроведената анкета, бидејќи ги испитавме учениците од 8 и 9 одделение, професори, наставници, бизнис секторот. Така да, јуни месец веќе треба да имаме една панел дискусија, тркалезна маса на која што ќе ги поканиме сите засегнати страни во
во таа област, во образованието, во промоцијата на средното стручно образование. Потоа ќе почнеме со изработката на социјалната карта која што преги веќе она што е како предвидено во теорија акцијскиот план, да веќе почнуваме да во пракса да го реализираме, бидејќи тоа е најбитно сега. кога ќе се усвојат акцијските планови, веќе временската рамка кога ќе се погледне, веќе јуни-јули почнуваат некои активности да треба да отпочнат со реализација, така да ние пред време се подготвуваме. Потоа ќе правиме истражување, како што кажав, за миграцијата на младите, ќе видиме какви се состојбите, дали колкав е бројот на млади кои што си одат. Ред, значи сето тоа што сте го замислиле ќе го имплементирате и во пракса ќе се. Така. Само за многу накратко што би им препорачале на граѓаните, да немаат страф да дојдат, да чукнат на вашата врата. Да, центарот на заедницата на општина Струмица е отворен за сите граѓани, значи Каде се наоѓа? Се наоѓа во просториите на Дом на Арама, на приземје. Значи, можат слободно да не контактираат за било каква прашање од делокругот и надлежностите на општина Струмица во рамките на трите столба: административна правна помош, неформално образование, граѓански иницијативи. Ние соработуваме со граѓанските организации, им помагаме за пишување на проектни апликации. Значи, најчесто со тоа работиме. Можат да ни се обратат во било кое... И на интернет исто така може да да на најдат. веб страната може да не најдат, може да не најдат на Facebook фан страната. Исто така, еве ги повикувам, до 5 јуни може да се вклучат во дискусијата која е отворена на нашата веб страна на Центарот на заедницата на општина Струмица, дискусија за акционите планови, каде може да дадат своји конкретни предлози, значи акционите планови се прикачени, може да дадат предлози до 5 јуни за да можеме да ги вметнеме пред да ги дадеме на освојување на Советот. Добро, значи да побрзаат и да не се плашат младите посебно, оние кои што имат некаква, кои што се освестени на некој начин која е позицијата на граѓанинот во општеството, да дојдат и да дадат идеи. Во ред, јас ви благодарам многу што бевте мои денешни гости. Благодарам. И ние благодариме за поканата. Така, па ви посакувам да ви се остварат сите оние теоретски на хартија работи кои што сте ги напишале како стратегија, да ви се остварат и на вистина да имат корист граѓаните од вас. Така. Во наредните неколку минути, почитувани гледачи, следуваат два прилози кои ги подготвија новинарите од нашата редакција за престојната летна сезона во Дојран и за целта на броењето на штрковите во Македонија, акција која ја спроведува Македонското еколошко друштво. Да погледнеме.